Новата историска комисија од македонска страна во спорот со Бугарија, предводена од Ванчо Ѓоргиев, се очекува да има многу поцврст став од претходната. Во разговорите со бугарските колеги, сметаат дел од историчарите. Она што сигурно представува предност пред нивните претходници е што пред се станува збор за луѓе кои се експерти во своите историски области, вели за Алфа универзитетскиот професор по историја Тодор Чепреганов. Навистина, претходната комисија, ајде да кажеме дека не беа сите стручни во својата област. Оваа комисија, за разлика од претходната, сите членови се експерти во својата област, во своите области и што е најважно, се историчари. А мислам дека ќе биде така дека комисијата нема да дозволи нешто што е надвор од рамките на националната историја за Македонија да помине како што сакаат бугарите. Ова историска комисија е плод на така наречениот договор за добрососедство кој го потпишаа Зоран Заев и Бојко Борисов, со кои двете страни имаат должност да предложат своји членови во ваквата комисија. Според Чепреганов, самото нејзино постоење сепак е проблематично, бидејќи никој нема право да преговара за личните историски чувства на некого. И затоа сум за институционално решавање на ова прашање. Нема никаква потреба од комисија. Никој нема право комисијски да ми определува дали Гоце Делчев припаѓа на македонската или на бугарската историја. Тоа го кажал народот кога требало. И денеска ние да расправаме за тоа. Со одлука на владата, членови во новата историска комисија покри првиот човек Ванчо Ѓоргиев ќе бидат и директорот на Институтот за национална историја Митко Панов, Александар Литовски, Никола Минов, Сашо Додевски, Бесник Емини и Димитар Ѓоровски. Паралелно со составот на новата историска комисија, во петок во Софија оди и претседателката Гордана Силјановска Давкова, која е предвидено да оствари средба со бугарскиот колега Румен Радев, а во делегацијата со неа ќе бидат и министерот за култура и туризам Зоран Љутков и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Тој најави дека оваа посета е наменета за афирмација на користењето на културната дипломатија како алатка во период кога навистина постои непотребна тензија во меѓународните односи, бидејќи тоа е непотребно во делот на трговијата, економијата и политичката соработка.